Општина Ѓорче Петров заедно со Министерството за внатрешни работи, град Скопје и граѓанската иницијатива на Точак ќе соработува во изнаоѓање можни решенија за неколку горливи проблеми поврзани со сообраќајот и сообраќајните незгоди кои се случија во оваа општина. Како што истакнуваат од општината, акцентот е ставен на улицата Борис Серафов, особено во делот кај основните училишта Мирче Ацев и Ѓорче Петров, а целта е да се заштитат пред се децата од училиштата од брзото возење во тој дел од населбата. Имајќи го во предвид горливиот проблем со кој што се соочуваат жителите на Ѓорче Петров, особено на главната улица Ѓорче Петров и на улицата 4 јули, во делот на сообраќајот и имајќи ги во предвид и протестите кои што беа претходно организирани од страна на Советот на родители на засегнатите училишта Мирче Ацев и дополнително и во Ѓорче 2 на основното училиште Ѓорче Петров, вчера остваривме состанок, работна средба со представници од МВР, од сообраќајната полиција, представници од градот и ние како општина Ѓорче Петров со цел да се превземат најитни можни мерки во делот на регулирање на сообраќајот и запирањето на лудувањето со возилата на овие сообраќајници, бидејќи навистина животот на децата и безбедноста се загрозени. На средбата меѓу представниците од општината, МВР, град Скопје и иницијативата на Точак се дискутирало за повеќе решенија, меѓу кои така наречени воздушни перничиња, заштитни огради, столпчиња пред училиштата или семафори, се до трајно и конечно решение на проблемот со конкретен проект. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров рече дека во соработка со градот и неколку надлежни институции очекуваат многу скоро да се најде решение. Бевме информирани од градот Скопје преку јавното предпријатие улици и патишта дека два проекти се веќе поднесени до МВР, со што имам ветување од страна на МВР дека ќе се даде согласност за да се постава сигнализација, односно да се стави семафор и кај двете училишта. Дополнително, доколку не помине семафорот и сообраќајната сигнализација, ќе биде организирана соодветна содржина преку поставување на перничиња, платформи за успорување на сообраќајот и заштитна ограда за може слободно децата да се движат.